минатава година само во еден месец имавме 3 фемициди. Значи морам тоа да го потенцирам, тоа е застрашувачки за мала земја како што е Македонија. Колкава е точната бројка, морам да кажам дека се плашам дека е многу поголема. Сето додека немаме законски измени, додека немаме препознавање од страна на институциите, ќе се соочуваме со овој феномен. И сето додека немаме казнување и гонење на сторителите на овие дела и најважно од се, првата реакција од страна на полицијата кога ќе се пријави насилство вршена, мислам дека тука е клучниот проблем, односно моментот кога можеме да спречиме да дојде до фемицид. Некако имаше плодна почва за истражување кај секој од одделните случаи. Забележавме дека медиумите се родово несензитивни и тоа беше некако дополнителен мотив да се впуштиме во ваков тип на истражување. Тоа е особено видливо преку ставање на гласот на жената, гласот на жртвата во втор план, со што всушност придонесува за зацврстување на веќе претпоставената инфериорна позиција на жената во општеството. Различните видови на родово базирано насилство, вклучително и фемицидот како негова најекстремна форма, не се препознаени како такви од страна на медиумите, односно не се ставаат во соодветниот родов контекст. Изминатиот период во голема мера медиумите придонесоа за креирање и ширење на родови дезинформации, кои што беа инициирани од така наречените антиродови движења, а беа во врска со Законот за родова еднаквост и Законот за матична евиденција. Најголем дел од овие новинарски извештаи обично се сведуваат на суропарно пренесување на информации и изјави во чија содржина воопшто не се навлегува подлабоко. Во овој начин медиумите не дозволуваат публиката да направи разлика помеѓу фактите и дезинформациите и на овој начин директно придонесуваат за наративи кои што се засновани на регресивни патриархални ставови и родови стереотипи. Голем дел од препораките одат кон медиумите, бидејќи бевме и фокусирани на известувањето на медиумите, меѓутоа секако тука се препораките кон институциите, препознавање на насилството, казнување на сторители, препознавање на кривичните дела во нашите закони. На тој начин ги зацврстуваат оние патриархални ставови кои владеат во нашето општество и на некој начин допринесуваат на општествената свест да биде се уште за жал закоравена, традиционална и да ја гледа жената како инфериорна во нашето општество.